природата, на сите љубители на македонската раса шарпланинец и на сите наши поддржувачи и членови на македонскиот клуб Шарпланинец, како и сите оние кои што не следат и понатака ќе го следат овој подкаст кој што ние како клуб ќе се потрудиме да го направиме да биде редовен. Овој подкаст или емисии документарни што ќе ги спремиме ние како членови на клубот ќе бидат со едукативен карактер за да може целокупната јавност да се информира комплетно, целосно и стручно од стручни лица, но и искусни лица, од оние кои што најдобро ја знаат, ја познаваат таа материја, да можат директно да го слушнат нивното искуство и нивното познавање на оваа тема, наместо да ги слушаат секакви други кои што се јавуваат во истата оваа улога, но немаат никаква компетенција ни стручност по оваа тема. Значи, ние денеска се наоѓаме на североисточната падина на планината Водно, близу до Скопје. Денес е 2 ноември 2025 година и ова е прва емисија или прв подкаст кој што го организира нашиот клуб и ќе почне со еден ваков вид на дејност, односно публикации кои што ќе информираат јавноста околу се што се случува и се што се случувало и се што ќе се случува во врска со расата шарпланинец, но секако тука нема да остане само на тема шарпланинец, бидејќи тука околу шарпланинецот се вкрстуваат неколку теми, а тоа се и општата кинологија, и земјоделието, односно сточарството, како и природата и дивите животни и другите домашни животни. Значи, во овие емисии, во овој подкаст ќе опфатиме повеќе теми, но централната тема секогаш ќе ни биде македонското сточарско куче Шарпланинец. За денешниот подкаст избравме една многу интересна тема, односно еден видео материјал кој што е од мојата лична архива, снимен во сега веќе далечна 1991 година. Материјал кој што се емитуваше на телевизија Скопје во тоа време во чест на интернационализирањето на Манаки фестивалот, односно браќа Манаки во Битола. Таа година за прв пат фестивалот браќа Манаки го доби интернационалниот характер и во таа чест имаше емитување на циклус на филмови на телевизија Скопје, во тогашна Југославија. Циклус на филмови на тема животни, односно првите филмови кои што беа најавени во тогашните вестници беа многу интересните за нас, деца во тоа време. Леси, со темата Леси, Леси се враќа дома, во храброста на Леси, синот на Леси и така и други некои филмови. Имаше и со коњи. И секако како љубеник во природата и во животните, јас уште од тоа време се спремив со мојот видеорекордер да ги снимам тие филмови за Леси. Но за моје пријатно изненадување, пред самото емитување на филмот имаше еден разговор во студиото, односно предговор со директорот на Битолската зоолошка градина, Драги Менде Петровски, кој што во студиото донесе 2 шарпланинци и една припитомена волчица. И тој материјал успеав исто така да го снимам и да остане архивиран како материјал кој што еве денеска ќе ни послужи во едукативни цели и како пример за она што денешните одгледувачи и љубители на расата
не се свесни дека во минатото постои еден друг шарпланинец, а тоа е оној вистинскиот. Овие денес кученца што ги шеткаат по изложбите се нешто сосема друго. Овие денес искомерциализирани мелези, југословенски експерименти се освен шарпланинец. Затоа ние преку ваквите емисии, преку ваквиот подкаст ќе се обидеме да им ги отвориме очите, да им го доближиме вистинскиот оригинален македонски шарпланинец на сите оние негови љубители, дури и оние кои што биле излажани и прелажани од некои комерцијални одгледувачи и денеска во своите дворови имаат нешто друго под името шарпланинец, но тоа не се совпаѓа со вистината. И се надеваме дека нема да ни замерат, бидејќи нивните кучиња не ги прифаќаме ние како шарпланинци, барем ние, оние кои што опознаваме вистинскиот шарпланинец, сме ги виделе вистинските шарпланици на нивното вистинско место. По планините и по бачилата, каде што им е нивниот извор. Сега ќе ви ја пуштиме видео снимката и ќе го оставиме да уживате во видеоматеријалот. Ќе ве замолиме убаво да ги видите и да ги разгледате шарпланинците кои што се во студиото и доколку имате осет и око да можете да ги споредите со она што денес ви се представува под името на шарпланинецот, односно лажно ви представуваат кинолошки фалсификати од времето на Југославија под името на шарпланинецот. Ќе го оставиме да уживате во материјалите и по видеото ќе направиме една кратка анализа какви се тие шарпланинци во видеото и зошто се тие такви. Грижа за животните и природата, драги Менде Петровски, а тука во нашето студио се и двата шарпланинци и едната припитомена волчица. А тука во нашето студио се и двата шарпланинци и едната припитомена волчица. Значи, темата е луѓето и животните, а таа тема ја одбравме пред се заради тоа што веќе во завршна фаза, во подготовка е еден многу интересен меѓународен филмски фестивал што треба да се одржи во Битола негде во септември месец, кој што ќе се однесува на филмската уметност и неговиот однос, грижа кон животните. Па да почнеме со овој фестивал. Која беше идејата за организирање на еден ваков значаен меѓународен филмски фестивал, другар Петровски? Точно е дека ова е прв фестивал од ваков вид, една прва меѓународна манифестација и Битола и нашата република не се случајни организатори на овој фестивал. Секако дека е почесно место да има прва ваква меѓународна манифестација, а поводот да биде Битола носител на оваа акција и нашата република е тоа што во последно време се поактуелно и се повеќе вниманието се задржува на екологијата, заштитата на животните, заштитата на природата. Не случајно велам од причини што во последно време се формирале во републиката повеќе еколошки друштва, повеќе друштва за заштита на животните, за заштита на фауната, друштвото кое е интегрален дел на зоолошката градина од Битола, повеќе секции, секција за пошумување, секција љубители на животни и така натаму. Да се задржиме на фестивалот. Колку филма ќе бидат прикажани и од кој тип, од кој жанр, особено кога се работи за односот на човекот кон животните? Досега конкурирале повеќе филмови. Меѓутоа, Советот и жири комисијата ќе треба да направи една добра селекција и ќе одбери, мислам дека 9 филмови, а тоа најверојатно ќе бидат и премиерно прикажани филмови во нашата република. За кои филмови точно ќе стане збор,
не можам да кажам од причини што не сакам да влегувам во доменот на жири комисијата. Меѓутоа, вие како што рековте, тоа ќе бидат филмови во кои главен носител на главните улоги ќе бидат животните, нивниот заемен однос и другарување со човекот. Особено во овој период сега на економски размислувања, неопходно се поставува и прашањето за материјалната страна, за финансирањето на фестивалот. Ние, поточно Зоолошката градина од Битола е носител на литературната поетска вечер со мотив на пишувани песни, со мотивот за животните и љубовта кон природата. Таа е традиционална манифестација. Носител е на традиционалниот квиз надпревар колку ја познаваш животните и природата. А сега на 4 април е финалниот надпревар меѓу градовите, исто во наша организација и на истата тема, колку ги познаваш животните и природата. Ние од овие манифестации имавме одредени материјални приходи, а овие манифестации што ние ги одржавме се значително помали од оваа манифестација која има светски карактер сега. Значи, секако се вклопувате во сите овие економски текови и нормално е размислувањето дека сите тие манифестации кои што се организирани дека ќе донесат и одредени приходи. Но да се вратиме на она што на почетокот го напоменавме, грижата на човекот кон животните. Еве ние сега овде во студиово другаруваме со двата шарпланинци и припитомената волчица. Па неопходно е, односно би требало да се знае како треба да се однесуваме кон животните, како треба да другаруваме со нив за тие да ни возвратат со иста љубов, со исто почитување. Правилниот однос кон животните, тоа е заклучок на повеќе психолози и повеќе љубители на животните, ако животното го сакаме со посматрање и му го дадеме нашето внимание, а не да ги малтретираме, мислам, или да дресурата и сето тоа го исклучувам. Меѓутоа, треба да сватиме, ова прашањето што го поставите, дека и овие животните не се само жива цел за човекот, туку дека и тие се суштества со своји емоции, радост, бол, и дека и тие се мора да бидат основен носач на организираната активност во врска со заштитата на животните, заштитата на природата, со заштитата на се што е живо. А со тоа секако ќе ја поддржиме и продлабиме мислата дека односот на човек спрема човек се совпаѓа со односот на човекот спрема животното. А тоа воедно, и вие знаете, дека е и преамбула на 10-тиот конгрес за заштита на животните и природата, кој е одржан во Париз. Што очекувате од овој фестивал? Очекувањата би биле такви што јас претпоставувам дека општо прифатено ќе биде сваќањето за еколошкиот начин на мислење и сигурен сум дека ќе се подигне општото културно рамниште на нашите граѓани од оваа област. Дека во врска со прашањето за односот кон животните, тие ќе почнат да размислуваат и да действуваат секако сообразно со принципите на еколошката етика. И дури се носам со идејата дека понатаму ќе помогнат во една хумана и самоуправно наставна акција за планско преобразување на постојната зоолошка градина во современ културен објект, кој преку изложените животни и вкупниот амбиент достојно ќе ги презентира богатите културни придобивки. Се надевам дека и фестивалот ќе му помогне на сите овие идеи што практично сега ги кажавте и се надевам дека тие ваши амбиции ќе се остварат во остварувањето на една многу значајна светска меѓународна филмска манифестација. И секако на крајот да кажам само, благодарен сум на сите оние кои од деновиве ни испратија писма и го поздравуваат фестивалот, кој практично почнува со емитувањето на филмот. Меѓутоа, со ова не сакаме да шириме никаква парола за љубовта кон животните, туку тоа го сваќам како една суштинска потреба на денешницата. Ајде, Ликнида. Ајде, малко. Ајде, Ликнида. Кога ли ја ти кажа?
Нечу нема. Радијатор. Се надеваме дека убаво го изгледавте тоа видео и дека уживавте во снимката. Оваа снимка никој друг нема да може да ви ја приложи да ја видите. Ова е еден уникатен видео снимак и на него се надевам дека успеавте да видите два вистински шарпланинци, какви што денеска многу ретко можете да сретнете. Какви се тие шарпланинци? Од каде се тие шарпланинци и зошто се тие шарпланинци? Значи, тие кучиња во студиото не се увезени ниту од Кавказ, ниту од Србија, ниту од Косово, ниту од било кое друго место. Тие се изнедрени од нашите македонски планини. Тие не се хибридизирани, односно мелезени домашни шарпланинци со други раси и затоа не наликуваат на други раси. Не наликуваат ниту на кавказски овчар, не наликуваат ниту на крашки овчар. Ќе ги видите убаво нивните глави, ќе ги видите убаво нивните изрази, нивните крзна, нивните шепи, нивниот костур и затоа ќе ви остават убав впечаток, бидејќи такви кучиња денес по изложбите никаде не можете да ги видите, односно по изложбите на ЕФЦ, КСМ, КСС и по другите југословенски републики. Такви примероци беа 60 години неправедно стигматизирани и избегнувани од страна на модерната комерцијална кинологија. Но тие се производ на нашите прадедовци, на нашите предци и ни се оставени на нас да се грижиме за нив, исто како што тие се грижеле за нашите стада и за безбедноста на нашите фамилии во планините. Модерната кинологија, односно модерните кинолошки клубови, сојузи, друштва, многу лесно и наивно прифатија некакви странски агенди, некакви странски правила во однос на нашата македонска раса. И наместо ние да ги креираме правилата и условите според кои што ќе се гради оваа наша раса, ќе се креира или ќе се зачува онаква како што била, ние прифативме една нова модерна креација по теркот на странци. Но тоа ќе го оставиме во некоја наредна емисија подетално да го образложиме зошто било тоа така, како тоа се случило. Има време, ќе има многу други емисии, се надеваме дека ќе имаме барем по една емисија месечно, може би две ако успееме со време и со материјали. Ќе има многу гости во нашите подкасти и емисии, ќе повикаме доста, односно ќе ги повикаме сите присутни живи основачи на нашиот клуб, ќе повикаме доста стари сточари да објаснат што е тоа и што е основата на расата шарпланинец, што е потребно да биде едно куче шарпланинец, дека не се потребни само дипломи, пишани педигриња и пехари за да едно куче биде шарпланинец, дека тоа е само лага и измама. Ќе ги објасниме и ќе ги разоткриеме сите догми кои што се наметнати врз оваа раса и ќе се обидеме да ги разобличиме сите манипулации во однос на оваа раса и во однос на многу други раси кои што во последно време никнаа како кокичиња и се појавија од нема и никаде. Ви благодарам на вашето внимание. Ве поздравувам како председател на Македонскиот клуб Шарпланинец и се надевам дека овој подкаст ќе биде запаметен од вас и дека ќе сакате да видите уште вакви слични подкасти.